Štipјани малку ги интересира каде и како општината ќе ги троши буџетските пари. Најголемиот дел од граѓаните ниту знаат, ниту ги интересира каде ќе завршат 15 милиони евра. Не знам како и трошат. Не знам, не може да ви кажам за тоа, како се трошат. Не сме утек со таа проблематика. Тие се сложени прашања економски. Не знам. Не сум запознат. Индиферентност кога во прашање се нивните пари граѓаните покажаа и на денешната јавна расправа за буџетот. Во салата ги имаше малкумина. Оние што се појавија на јавната расправа имаа свој список на очекувања и барања за дел од парите. Кракот на улицата Белкамен од споменикот према последните куќи, тоа е мал потек 20 метара, бидејќи немат луѓето пристап и мора да имат за дрва, за дотур на градежен материјал и за, не дај Боже, противпожарна кола. Улазот џаето што влева, мината година го направија, меѓутоа порани јаки дождови и тоа паса за лице, водот иде преко џаето, едно 10 метра канал треба да се направи. Да се направат патиштата. Со асфалт 1 километар, сега кои улици ќе видат, ќе се видат накнадно. Колку ова што тие го кажа општината ќе го земе предвид или распределбата на 15 милиони веќе е направена? Најзастапени ќе видат проектите за патишта во руралните средини. Тука се секако средствата за развојните програми, каде што се 38 милиона, во кои се вклучени трите улици, тоа е улицата Вардарска, улицата Вита Папиорданова и улицата Христијан Карпош. И секако најголем дел е во делот на програмата за уредување на градинското земјиште, каде што се планираат реконструкција, подновување, асфалтирање на улици и тротоари низ целиот град. Годинава Штип има за 14% повеќе пари од лани, но најголем дел од зголемувањето ќе заврши за враќање на долгови. За оваа година се предвидуваат поголем износ на средства за враќање на долго, бидејќи имаме укажување од Министерството за финансии дека ќе треба, доколку јавното предпријатие не е во можност да ги враќа кредитите земени преку Европската банка за развој, дека ќе треба да учествуваме и ние со дел на враќањето. Инаку на ниво на регион, општините ќе трошат околу 50 милиони евра, сума која е најголема досега.